Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Представени кумот и здравичарот за Бадник 2014. Објавен конкурсот за новогодишните бои на Скопје. Се отвори трговскиот центар Капитол и Резиденс. Проектот набавка на возила за зимско одржување на патиштата избран за реализација во општина Илинден. Денешните урбани вести ги започнуваме со тажна вест. По неколкомесечно оболедување вчера почина Стојан Давчев, сопственикот и генерален директор на компанијата Дасто и на МТМ телевизија. Телеграми со сочувство до неговото семејство и колегите се уште пристигнуваат од голем број компании, партнери, соработници и пријатели. Стојан Давчев со својата професионална кариера и долгогодишно работно искуство докажа дека е еден од најголемите стручњаци за телекомуникации, не само во својата земја, туку и пошироко во светот. Роден во 1945 година во Срчиево, Штип, дипломирал на електротехничкиот факултет во Белград на одсекот електроника и телекомуникации во 1969 година. Од 1982 година е сопственик и генерален директор на фирмата Дасто, а од 1992 година и на телевизија МТМ. Пред тоа стекнува работно искуство како електроинженер во секторот телекомуникации, а од 1970 до 1981 година раководи со секторот на среднобранови предаватели во радиотелевизија Скопје. Својата стручност како електроинженер ја доусовршува во повеќе реномирани светски компании за телекомуникации. Стојан Давчев беше истакнат бизнисмен и менаџер, кој повеќе од 30 години успешно обстојуваше на територијата на бивша Југославија, на Балканот, во Европа, Азија, Африка, САД и Канада, со својата визија и мисија за развој на телекомуникациите во регионот и пошироко, создаде компанија која повеќе од 3 децении е водечки производител на повеќе од 400 различни производи, наменети за професионална телекомуникациска опрема. Развитокот на информацијската и комуникацијската инфраструктура, развојот на содржините со посредство на мрежи, како и стремежот кон глобална мрежа за брз и квалитетен пренос на податоци, беа главните причини за создавање на зона, дигиталната мрежа на територијата на Босна и Херцеговина. За својата работа и стручност има добиено многу награди, дипломи, благодарници и највисоки професионални признанија. Повеќе години беше председател на надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија, а покрај придонесот за стопанството во земјата, тој беше и голем општественик. Го врати духот и животот во неговото родно Срчиево, со големиот проект обновата на селската црквичка во респектабилен манастирски комплекс со параклисот Света Петка и на истото место 2 пати го доби светскиот Гинисов рекорд за најголем котел сварен граф, манифестација по која за Срчиево и Македонија се слушна надалеку во светот. Манастирот Света Петка, чиј ктитор е токму Стојан Давчев, ќе биде неговиот вечен дом. Вработените во Дасто, МТМ, Дасто Семтел, Дасто Бетел, Дасто Монтел и Дасто Амтел жалат за големата загуба на својот драг пријател и колега и сочувствуваат со големата болка на неговото семејство. Комеморацијата во негова чест ќе се одржи в сабота на 14 декември 2013 година од 10 до 11 часот на градските гробишта Бутел, а ќе биде погребан во манастирот Света Петка во Срчиево во 13 часот. Кум на 22-та бадникарска манифестација ќе биде Методија Стефановски Тоде, а здравичар примариус доктор Владимир Плавевски. Бадниковите гранчиња и оваа година ќе се берат на местото Говрлевска краста, а бесплатно ќе се делат на 6 јануари пред соборниот храм Свети Климент Охридски. Одборот за традиционална прослава на Бадник во Скопје денеска ги представи кумот и здравичарот за 22-та прослава за Бадник 2014. Кум на 22-та бадникарска манифестација ќе биде бизнисменот Методија Стефановски Тоде, а здравичар примариус доктор Владимир Плавевски.
Методија Стефановски Тоде е поддржувач на традицијата за празнување на бадникарските свечиности од самиот почеток. Тој беше собственик на некогашниот бутик Панда и на Hard Rock, а во моментов е собственик на диспечерскиот центар X Panda и е застапник на неколку познати брендови. Здравичарот Владимир Плавевски е специјалист за уво, нос и грло, кој од вчера официјално е во пензија. Покрај тоа на Скопјани им е познат како признат и наградуван фотоуметник, драмски писател, поет и прозаист. Особено познати се неговите радиодрами и телевизиски серии за деца и возрастни. Бадник на старословенски значи будност и Шапкарев го запишал тоа дека е будност, односно метафората е во тоа дека старите генерации нас постојано не држале во будна вера за нашата самобитност и самосозревање и верата во Исус Христос. Еве и ние се трудиме со нашето дело и нашето постоење да ги одржиме нашава генерација и да бидеме будници на идните генерации кон делото на исто на Македонија и на Исус Христос. Минатогодишниот кум Даниел Војновски истакна дека 2013 година за него била среќна и значајна, бидејќи се оженил. Така и оваа година, значи, ми беше среќна и значајна прилично во мојот живот, од причина што, еве како што кажа мој со рипнав од тапче, се оженив и у секој случај за мене тоа е еден многу битен момент во мојот живот. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски порача дека градоначалниците доаѓаат и си одат, а традицијата ќе остане и општината секогаш ќе биде домакин на представувањето на новиот кум и здравичар. Одборот за традиционалната прослава за Бадник на 22 декември во местноста Говрлевска краста традиционално ќе бере бадникови гранчиња, кои на 6 јануари бесплатно ќе ги дели пред соборниот храм Свети Климент Охридски. На 31 јануари пак ќе биде промовирано второто издание на монографијата Скопско бадникарење 1993-2013, во која се запишани сите изјави на кумовите, здравичарите и градоначалниците на Скопје. Во општина Бутел премиерно беше прикажан документарниот филм Скопје, град на љубовта, снимен во рамки на проектот Скопје се сеќава, Бутел памети, кој е дел од чествувањето во повод 50 годишнината од Скопскиот земјотрес. Во документарниот филм учествуваат децата од градинката 11 октомври од општина Бутел, во кој преку игри, детски експерименти, позети на неколку институции и средби со познати автори, учат се за земјотресот, но и за начините преку кои се искажува љубовта кон својата општина и својот град. Освен децата во филмот учествуваат и градоначалниците Петра Латиновски и Коце Трајановски, професорката Бисерка Димишковска, асистентот Томислав Петровски од ИЗИС, писателот Данило Куцевски и кантавторот Александар Митевски, чија песна Мојот град е носечка музика во филмот. Автор на документарниот филм е Снежана Клинчарова. Општина Бутел се вклучи во годинешното чествување озаглавено со насловот Скопје се сеќава. Овој слоган се однесува точно на повозрастните кои се сеќаваат на овој настан. Но општина Бутел се вклучи со проектот Бутел памети. Но спротивно на првиот слоган, значи ние не побаравме возрастни луѓе кои ќе евоцираат спомени на овој неубав настан, токму со овој едукативно образовен документарен филм сакавме да ги подготвиме најмладите жители на општина Бутел. Да ги подготвиме за тоа што е земјотрес, дали е тој предвидлив, дали од него можеме некако да го ставиме под контрола или што е уште поважно, како децата да научат како треба да се градат зградите, како треба да се сака градот, како треба да се сака општината и што е најважно, како да се заштитат ако евентуално, не дај Боже, некогаш повторно нашиот град, нашата општина биде зафатена од ваква елементарна непогода. Значи,
измината 2013 година се одбележуваа 50 години од земјотресот и како организацијски одбор многу сме горди што успеавме да направиме преку 400 настани заедно со граѓаните на град Скопје, со општините, како што имавте можност да видите дека и вашата општина беше дел од целокупниот проект. Така да со сите владени и невладени организации, поединци што има желба, што има волја и што сака да придонесат во одбележувањето на овие 50 години од земјотресот. Граѓаните од општина Илинден денеска на петата форумска сесија го избраа проектот одржување на патиштата, набавка на возило за зимско одржување на патиштата, што ќе биде финансиска поддршка за реализирање од општина Илинден и Швајцарската агенција за развој и соработка во висина од 4,8 милиони денари. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Над 140 граѓани на општина Илинден денеска во модуларното училиште учествуваа во петата сесија од форуми во заедницата, каде се избираше кој проект од 6 кои останаа ќе биде реализиран следната година во општина Илинден. Во претходните 4 сесии од 10 предлог проекти останаа 6 за финалната пета сесија кои претходно беа презентирани. Присутните беа распоредени по работни маси, бизнис сектор, местни заедници, образование, заштита на животна средина, земјоделство, улици и патишта, спорт и рекреација, управување со отпад, култура и општинска администрација. Денеска во општина Илинден се организира петата форумска сесија, која што е дел од проектот Форуми во заедниците, која што општина Илинден ја реализира со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и невладината организација АЛКИ. Преку овој проект Форуми во заедницата, општина Илинден заедно со партиципативното учество на граѓаните од општина Илинден во изминатиот период преку 5 работилници дефинираше 6 приоритетни проекти на територија на општина Илинден, каде што граѓаните дадоа предлози и идеи кои што се приоритети кои што општината треба да ги реализира. Денеска на оваа форумска сесија партиципативното учество на граѓаните ќе се рефлектира во тоа што тие преку гласање ќе го дефинират приоритетниот проект кој што општина Илинден ќе го реализира во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка. Сакам да напоменам дека и во наредниот период, значи оние проекти кои што ќе останат, општина Илинден ќе изнајде начин и средства за да ги реализира и останатите 5 проекти, се со цел во целост да се затвори овој проект, каде што граѓаните даваат собствен придонес во имплементирање и реализирање на проекти кои што се во насока на подобрување на квалитетот на живење во општина Илинден. Од погледот на АЛКА, ние можеме да бидеме горди на тоа што го спроведовме тука, значи по петата форумска сесија, да кажеме дека е школски пример на одржување на форум, значи од било кој аспект. Ние можеме само да го поздравиме и да честитаме на изборот за овој свечан чин, да кажеме, пред шестата сесија, која што би била више завршување на проектот, односно предавање во употреба што и да е од денешниот избор на проектите. Проектот зимско одржување на улици и патишта, набавка на возило, по пат на гласање беше избран со 58 гласа следната година да биде реализиран во општина Илинден. Истиот ќе добија финансиска поддршка за реализација со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и од општина Илинден во висина од 4.800.000 денари, од кои 2,4 милиони се од буџетот на општина Илинден, а 2,4 милиони денари се од Швајцарската агенција за развој и соработка. И останатите проекти кои не беа избрани на оваа форумска сесија за оваа календарска година, не значи дека нема да бидат реализирани. Преку овој проект, граѓаните со сопствени идеи придонесуваат за подобрување на нивниот живот и се директно вклучени во дефинирањето и реализацијата на приоритетните активности во општина Илинден. Во спомен куќата на мајка Тереза денеска беше представен аудиозапис од средбата на мајка Тереза со претседателот на Албанија Рамис Алија на 4 декември 1990 година во Тирана и во истиот има оригинални искази на мајка Тереза. На средбата мајка Тереза од Рамис Алија бара да ја се додели куќа за да може да ги донесе сестрите од нејзиниот ред, сестри на љубовта.
Jedni od projekti je во рамки на годишна програма за остварување на национален интерес во култура за 2013 година. Тој е проект со кој аудиозапис од средбата на мајка Тереза со председател на Албанија, Рамис Алија. Снимката е реставрирана и ќе имате прилика да се запознаете со содржина на тој разговор за време на средба, за време на посета на мајка Тереза во 1990 година во Тирана. Проектот го реализираше кустос водич Жаклина Глигоровски, а другиот проект е вонпрограмска активност на спомен куќа на мајка Тереза во соработка со локална установа Градски музеј на Крива Паланка. Тоа е една изложба во рамки на културен караван кој го започнавме прошла година со представување на збирката на спомен куќа во Струмица. Овој пат, ова година, планираме представување во Крива Паланка во Градот на култура за 2013 година. Градски музеј Крива Паланка. Свечено ќе биде отворена изложбата Мајка Тереза, вечниот ангел на милосрдието. Изложбата е дел од проектот Културен караван кој започна минатата година на 21.12, значи во Струмица, во Домот на културата Антон Панов. И целта на овој културен караван е да со неговата содржина и другите градови во Републиката да им се приближи духот и делото на блажената мајка Тереза. Нашата генерација ја имаше ретката чест да биде современик на една историска и вонвременска личност како што е мајка Тереза. И поради тоа ја имаме должноста и задоволството да ги помниме, зачуваме и исполнуваме нејзините дела и зборови. Во Скопската општина Аеродром денеска официјално беше отворен трговскиот центар Capitol Mall и Residence, кој се простира на површина од 33.500 метри квадратни. Инвестицијата е на домашната компанија City Plaza до Скопје, поддржана од банките во Македонија, а вредноста е 30 милиони евра. Трговскиот центар се очекува да овозможи отварање на 500 работни места. Првите 4 нивоа од 12.500 метри квадратни се наменати за шопинг центар, а 6.000 метри квадратни се одвоени за резиденцијалниот станбениот дел на горните 4 катови. Паркинг просторот е на 3 нивоа под земја, со вкупна површина од 15.000 метри квадратни. Шопинг центарот Capitol Mall има 62 локала со модерни бутици од познати интернационални, регионални и локални брендови, ресторан и дел за брза храна, како и детски центар и места за забава за посетителите од сите возрасти. На изградбата на објектот беа ангажирани над 250 работници од преку 50 компании, повеќето од земјава и неколку од странство. Градот Скопје и оваа година во рамките на новогодишните и божикните свечености ја организира веќе традиционалната манифестација Новогодишните бои на Скопје, со која жителите на главниот град се мотивираат и стимулираат да ги украсуваат своите домови и работни простории и да придонесат во разубавување на празничниот амбиент на градот. Заинтересираните граѓани и правни субјекти кои што сакаат да учествуваат во манифестацијата, односно да се надпреваруваат за најинтересно и најкреативно новогодишно украсување, можат да се пријават на телефонскиот број 3297265 од 9 до 16 часот, од 11 до 23 декември 2013 година. Фотографиите од украсените објекти, заедно со податоците за собствениците, телефонскиот број и адреса, учесниците може да ги испраќаат на интернет адресата mediumi@skopje.gov.mk или на адреса булевар Илинден број 82 со назнака за манифестацијата Новогодишни бои на Скопје. Град Скопје и годинава традиционално избира најубаво новогодишно украсен двор од индивидуална станбена куќа, најубаво новогодишно украсена тераса од стан, најубаво новогодишно украсен угостителски објект, најубаво новогодишно украсен двор на средно училиште. Пријавените објекти ќе ги посети жири комисија која што ќе биде составена од представници на медиумите. Градот Скопје и годинава обезбеди награди од 10.000 денари, што ќе им бидат доделени на првонаградените од трите категории. Фирмата Фаз Васко Доел ќе им додели ваучери во вредност од 2.000 денари
Исто така на првонаградените од трите категории, а Ева на Македонија ќе ги ослободи првонаградените во сите категории, еднократно од плаќање на сметката за потрошена електрична енергија за месец декември 2013 година. Наградите на најуспешните ќе им ги додели градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски со представници од Ева на Македонија на крајот на месец декември. Познати се сите патници во осмина финалето во Лигата на шампионите. Милан го комплетираше трансферот на Хонда од ЦСКА Москва. Повеќе информации за спортот по рекламите.